Собствениците на забавниот парк, поставен спроти спортскиот центар Борис Трајковски, беа побрзи од институциите. Додека инспекторите беа незинтересирани, а МВР по налог на обвинителството проверуваше чии се реквизитите и дали се безбедни, собствениците се собра и заминаа. Забавувањето помина без пријави за инциденти, но и без проверка дали на приватната локација смее да работи забавен парк кој нема добиено никаква дозвола за поставување на реквизити. Подвадена пакување, денеска последните 2 од 9 камиони заминуваат од локацијата. Скопското обвинителство пред 2 недели отвори предмет за Луна паркот, а по укажувањата од таа денон упатени кон шефот на обвинителите Гаврил Бубевски. Нема конкретен одговор дали отстранувањето на забавниот парк ќе биде пречка за истрагата да покаже колку биле безбедни реквизитите на кои се забавуваа и малолетници. Надлежниот јавен обвинител издаде наредба до Министерството за внатрешни работи да ги направи сите неопходни проверки со цел утврдување на фактичката состојба. А1 контактираше со комуналната инспекција на град Скопје, општина Карпош, на чија територија беше паркот, Државниот инспекторат за градежништво, Министерството за економија кој издава најголем дел од дозволите за работа. Сите криваа раце и се прогласуваа за ненадлежни. Државниот инспекторат за градежништво посочи дека станува збор за времени објекти и урбана опрема. Па така, не постапија и тврдеа дека е надлежен градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски или градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска. Тие и од град Скопје били известени дека собствениците на реквизитите немаат дозвола за урбаната опрема и времените објекти, но останале на истиот став дека немаат никаква надлежност. За овие управни постапки надлежен е градоначалникот на чија територија се поставени, а доколку градоначалникот ги има предадено надлежностите на градот Скопје, во тој случај надлежен е градоначалникот на град Скопје, а вршењето на инспекцијскиот надзор е во надлежност на инспекцијските служби при градот Скопје и овластениот градежен инспектор во конкретниот случај при општина Карпош. Поради тоа ве упатуваме да се обратите до градоначалникот на општина Карпош. Со толкувањето на инспекторатот за градежништво не се согласува општина Карпош. А1 праша дали инспекцијските служби биле заинтересирани да направат проверка, но и тие се прогласија за ненадлежни. Импровизираниот Луна парк, што го наведувате, е поставен на приватно земјиште. Од друга страна, општина Карпош од ниту еден аспект не издава дозволи за поставување на забавни паркови. Во врска со прашањето околу безбедноста, тоа е надлежност на техничка инспекција која е во рамки на Министерството за економија. Одговори градоначалникот Стефчо Јакимовски за А1. На тврдењето од Јакимовски дека не е нивна надлежност работата на забавниот парк се спротистави од Министерството за економија. Тие топката ја префрлија ке пазарниот инспекторат. Во врска со вашите прашања, сакаме да ви известиме дека Министерството за економија не издава дозвола за работа на Луна парк. За информации ве молам обратете се во град Скопје и општините. За инспекцијски надзор, обратете се во пазарен инспекторат, бидејќи Министерството за економија не врши инспекцијски надзор. Велат од Министерството. Пазарниот инспекторат направил проверки дали собственикот на реквизитите има фирма и договор за закуп. Направен е инспекцијски надзор по пријава. Не се евидентирани прекршувања од наша надлежност. По укажувањето од инспекторатот за градежништво дека контрола врз Луна паркот кој повеќе не постои на локацијата треба да направи град Скопје, А1 исконтактира со комуналната инспекција. Тие биле заинтересирани и излегле на терен. Утврдиле дека известен занаетчија Панде Костадимов Луна 10 битола се пријавил дека ги поставил реквизитите. Пред инспекторите тврдел дека имал поднесено барање до општина Карпош за да постави урбана опрема, но одобрение, како што каже и градоначалникот Јакимовски, немал. Во град Скопје немаа доставено барање за поставување на опремата. За овој случај писмено известен државниот пазарен инспекторат, кој е надлежен за случајот и истиот ке постапи во рамките на своите овластувања. Од Скопското обвинителство освен иницијатива да се провери како забавниот парк бил поставен, кој дозволил и каква била безбедноста, собираат материјални и вербални докази за постапувањето од страна на институциите. Значи за неизвршување на службената должност е едно од действијата на извршување на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. Умислено неизвршување на службената должност е действие со кое што се врши кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Ова може да биде и порака. Како има порака во тоа, да. Овој забавен парк скоро секоја година е на истата локација. Според информациите на А1, собствениците ниту претходно немале дозвола за да ги постават реквизитите таму.